Го следите најновото издание на регионалните вести. Се зголемува бројката на пациенти кои страдаат од најразлични болести, пред се респираторни, како последица од аерозагадувањето. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека болестите и смртноста од загадениот воздух во Македонија треба да се следат на дневна основа со цел да се заштитиме од оваа појава. Во Тетовско секоја година се зголемува бројката на деца заболени од респираторни заболувања, кои најчесто се појавува како последица од аерозагадувањето, велат од Центарот за јавно здравје Тетово. Загадениот воздух според многу истражувања влијае на зголемениот број на мозочни удари, крвен притисок, а кај некои пациенти предизвикува и карцином. Центрите за јавно здравје, па и нашиот центар врши анализа на морбидитетот, испитување на морбидитетот на респираторни заболувања кај предшколски и школски деца во град и во села во корелација со зголемените концентрации на штетни материи во воздухот. Зошто се врши кај деца? Предпоставката дека е здрава популација и дека не пуши. И на годишно ниво се тие статистички обработка на статистичките показатели и тоа ни е еден показател за состојбата со аерозагадувањето. Секоја година бројките се повисоки и повисоки на респираторни заболувања кај предшколски и кај школски деца. Има голем број на пациенти кои умираат како последица од болестите предизвикани од аерозагадувањето. Од Институтот за јавно здравје пред 2 дена излегува со информација дека во Скопје на годишно ниво од загаден воздух умираат по 1000 лица, а во Тетово и Битола, кај околу 200 луѓе настапила смртта од штетните честички во воздухот. Ова е првата статистика која со бројки ја покажува смртноста на населението во Македонија од загадениот воздух, но со ваквите статистики не можеме да градиме превентивна стратегија со која би ја спречиле смртноста на македонската популација од аерозагадувањето, вели доктор Давидовски. Ја увидовме оваа проблематика за аерозагадувањето дека е актуелна. Се направи една екипа која беше и во Финска, а и дојдоа експерти од Финска 2 години кои вршеа некои испитувања тука заедно со наши експерти, така да имаме првични сознанија. Меѓутоа една од забелешките, токму на забелешките, не забелешките, една од препораките беше да се формираат еден тим од 3 до 4 лекари субспецијалисти за оваа проблематика, која во наредните 10 години ќе изработи кохортни студии и ќе ги следи на дневно ниво сите овие состојби. Така да тука, што значи дека на индиректен начин ни кажува дека нашите статистички податоци не соодветствуваат со она што се бара. Се бара на дневно ниво број на заболени, се бара на дневно ниво со акутни заболувања, се бара на годишно ниво со хронични заболувања, за да може да се дојде до оние точни бројки кои се потребни за градење на стратегии и градење на политики како да се справиме со, зборувам за здравствениот сектор, како да се справиме со аерозагадувањето. На годишно ниво според Светската здравствена организација во светот умираат околу 3,7 милиони луѓе од аерозагадување. Од оваа појава засегната е здравата популација, но најподложни од загадениот воздух се хронично болните, луѓето со срцеви заболувања, висок крвен притисок, трудниците, новороденчињата и диабетичарите. Во Тетово последниве 10 дена аерозагадувањето во неколку наврати беше поголемо од максималните граници. Во пресред на сезоната на загадениот воздух кој започнува со почетокот на зимата, градските власти засега не објавија никакви мерки, ниту препораки за намалување на штетните PM честички во воздухот. Новоизбраниот градоначалник на Гостивар Арбен Таравари и 31 општински советник денес ги добија уверенијата од општинската изборна комисија. Градоначалникот Таравари по тој повод се обрати до јавноста. Значи, ова е прв работен ден практично како градоначалник на Гостивар. Пред малку направивме примопредаја со власта која што си заминува од општина Гостивар. Кажав и пред советниците долу, повторно ќе повторам, веќе кампањата заврши и нема луѓе од различни партии и луѓе од различни етнички заедници, туку има само гостиварчани и едно семејство кое се вика Гостивар. Значи, од сега
луѓето во општината и во целата администрација ќе се делат само по тоа дали работат или не работат. Инаку нема да ги поделиме никако. Во општината ќе се обидеме да дадеме максимум од нас. Ветивме многу работи. За нас е многу битно после 4 години да излеземе со чист образ и да направиме резултати со кои што ќе се гордеат и граѓаните на Гостивар и ние како општинска администрација. Ќе бидеме отворени за сите и најодговорно тврдам дека реваншизми и однесување поинаку кон луѓето кои што се од други етнички заедници и од други партии нема да има. Значи во општината, повторно ќе повторам, луѓето ќе се делат само на тие што работат и не тие што не работат. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поддржано од проектот Mainland, кој го спроведува Организацијата за храна при Обединетите нации, денес одржа прва регионална работилница во Гостивар. Целта е подигнување на свеста за консолидација на земјоделското земјиште кај земјоделците. Денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поддржано од проектот финансиран од Европската унија Mainland, кој го спроведува Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, ја одржа првата регионална работилница за подигнување на свеста за консолидација на земјоделско земјиште кај земјоделците и собствениците на земјоделско земјиште во Центарот за култура Асном во Гостивар. Целта на работилницата е да се зголеми локалната свест и разбирање за придобивките од консолидацијата на земјоделско земјиште за земјоделците и собствениците на земјоделско земјиште. Присуствуваа представници на локалните земјоделски организации, села и единици на локалната самоуправа, како и други важни локални партнери од Полошкиот, Скопскиот и југозападниот регион. Учесниците се информираа за пристапите и постапките за консолидација на земјоделското земјиште во согласност со соодветниот закон и во насока на спроведување на Националната стратегија за консолидација на земјиште 2012-2020 година. Локалните земјоделци и собственици на земјоделско земјиште се информираа за престојната селекција на најпогодни области за консолидација на земјиште и како да изразат интерес за новите консолидациони проекти во наредните неколку недели. Во изминативе 2 недели сектори и подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и советници од Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделството, беа обучени како да ги идентификуваат и селектираат најпогодните области за консолидација на земјоделското земјиште и како да работат заедно со земјоделците и собствениците на земјоделско земјиште при изразување на интерес за локални проекти за консолидација на земјоделско земјиште. Во ноември 2017 година се предвидени 4 работилници за подигнување на јавната свест за консолидација на земјоделско земјиште. По Гостивар ќе се организираат работилници во Битола, Струмица и Штип. По овие настани, проектниот тим заедно со представници на Министерството и Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделството ќе спроведат локални информативни состаноци во целните села со цел да им помогне на потенцијалните кандидати да аплицираат како корисници на проекти за консолидација на земјиште. Овие активности имаат за цел да помогнат во изборот на проектни области со најголем потенцијал и интерес за консолидација на земјоделско земјиште во земјата, кој се очекува да се случи до крајот на декември 2017 година. Хрватски државјанин останал без пари откако му го украле новчаникот во ресторан во Тетово. Следуваат и останатите информации од полицискиот билтен. 67-годишен хрватски државјанин вчера вечер околу 23 часот пријавил дека непознати сторители во периодот помеѓу 17 и 20 часот му го одзеле неговиот паричник, додека со деловни партнери и пријатели престојувал во угостителски објект во трговски центар во Тетово. Паричникот му се наоѓал во јакната, што претходно ја оставил на едно од столчињата во објектот и по завршувањето на деловната вечера забележал дека не е веќе таму. Во паричникот хрватот имал 2.500 евра, 800 хрватски куни, 11.100 српски динари, неколку хрватски банкарски картички, како и други лични документи. За сега непознати сторители вчера околу 3 часот влегле насилно во продавница изложбен салон на фирма на улицата Бошко Цветковски во Гостивар. Откако насилно ја отвориле алуминиумската влезна врата, целосно ја преварале канцеларијата во објектот, но не одзеле ништо. Меѓутоа го одзеле возилото Голф 5 на собственикот на фирмата, кое незаклучено било паркирано пред продавницата и се оддалечиле од местото.
Неколку часа подоцна одземеното возило пронајдено е на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар, без оштетување и со целосно пребарана внатрешност. На регионалниот пат Гостивар Чегране во Форино вчера околу 8 часот и 20 минути се случила сообраќајна незгода во која учествувале товарно возило Мерцедес со титовски регистарски таблици, управувано од 42 годишник од Милетино, и мопед без регистарски таблици, без дозвола, управувано 37 годишник од Гостиварска Долна Ѓоновица. При тоа мопедистот добил телесни повреди, пренесене во Гостиварската болница и покажаната помош пуштене на домашно лекување. Поред првичните сознанија од увидот, причина за незгодата е неприлагодена брзина и непочитување од првенство, додека вкупната материјална штета се проценува на 12.000 денари. СВР Тетово со апел до граѓаните да внимаваат при затоплување на домовите со цел да се избегне појава на пожари. Последните минусни утрински и вечерни температури покрај другото ја интензивираа веќе започнатата грејна сезона и во полог, не само во домовите, туку и во трговските дуќани, јавни објекти и слично. Поради ова зголемени деновиве се и можностите за избувнување пожари, пред се како резултат на човечко невнимание, стари и дотраени електрични инсталации, неисправни печки и навремени исчистени оджаци во куќите или стамбени згради. Затоа секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните за максимална внимателност, односно да не ги оставаат вклучени грејните тела кога подолго време не се присутни во домовите или работните простории, пред се гријалки, клима уреди или печки на дрва. Зашто доволна е само мала искра да пламне голем пожар со сериозни материјални и други последици. Ова посебно се однесува на стамбените згради, каде далеку потешко се локализираат пожарите, а заради недостиг на потребната опрема во многу од нив и отежнатиот пристап до објектите, најчесто од градежни или други причини. На собствениците на куќи и на станари во зградите им се советува најмалку 2 пати годишно да ги проверат и исчистат оджаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите со вклучување на повеќе електрични апарати наеднаш. Секторот за внатрешни работи Тетово подсетува дека предизвикување општа опасност представува кривично дело за кое е предвидена затворска казна од 1 до 5 години, а доколку тоа е направено од небрежност, казната е до 3 години. Поради планирани работи во електродистрибутивната мрежа, ЕВА на Македонија соопштува дека утре од 6:30 до 7:30 без напојување со електрична енергија ќе бидат потрошувачите од Пршовце, Терце, дел од село Глоџио, Тушиште, Брезно и дел од село Слатино. Вкупно 755 години затвор добија 33 лица обвинети во случајот диво населје, меѓу кои има 7 доживотни казни затвор. Ова го одреди денеска судскиот совет на Скопската единица на обвинетите кои се гонија за 2 кривични дела – тероризам и организирање во терористичка група. 7 доживотни казни затвор, 13 казни по 40 години, 6 по 20, 1 од 18 години, 2 од 14, 2 од 13, 2 од 12 години затвор и 4 ослободителни пресуди, одреди денеска кривичниот суд. 4 од 37 обвинети се ослободени, а останатите се осудени на вкупна затворска казна од 755 години. Голем дел од нив ќе бидат протерани од државата, зашто се странски државјани. Пред да бидат изречени пресудите, 30 на обвинети станаа и извикуваа учака, учака. Овде никогаш нема да биде мирно, пазете се по животот, ја пееја химната на Албанија и тврдеа дека ова било политички монтиран случај. Судиката нареди веднаш да бидат изнесени од салата, а пресудите беа прочитани пред 4 обвинети кои се веќе на слобода, новинарските екипи и дел од роднините на обвинетите. Од 1 јануари владата планира да ја зголеми акцизата на нафтата за 3 денари, соопшти денеска министерот за финансии Драган Тевдовски, представувајќи го предлог буџетот за 2018 година. Тевдовски рече дека не се очекува никакво инфлаторно придвижување и дека јавноста може да биде мирна. Со зголемување на акцизата и пресметаниот ДДВ, цената на нафтата ќе биде повисока за 3,5 денари, но според Тевдовски со ова зголемување цената на нафтата во Македонија ќе остане најниска во регионот. Причина за зголемување, како што истакна, се Европската унија, препораките за заштита на животната средина и намалување на загадувањето. Очекуваниот ефект од зголемување на акцизата во предлог буџетот за 2018 година ќе изнесува 1,6 милијарда денари.
а од ДДВ-то 350 милиони денари и дополнителни приходи за јавното предпријатие за државни патишта. Зголемување на акцизата на нафта за 3 денари. Зошто? Во моментов препораките на ЕУ се акцизата на нафта да изнесува 0,33 евроценти, во Македонија изнесува 0,20 евроценти. Значи, тие препорачуваат, една од главните причини е заради заштита на животната средина, намалување на загадувањето. За нас, значи, ова ќе донесе дополнителни приходи во буџетот. При тоа, можеби за јавноста е најважно дека малопродажната цена на дизелот ќе остане најниска во регионот. Втора промена која што ја предвидуваме е да се подигне горната, значи максималната основица за плаќање на придонеси и таа да се постави од 12 на 16 просечни плати. Целта е тие што имаат највисоки плати, значи да плаќаат поголеми придонеси, повеќе придонеси. Американските истражни органи поднесоа обвинение за тероризам против 29-годишниот имигрант од Узбекистан Сайфул Саипов, кој усмрти 8 луѓе на Менхетан. Саипов признал дека бил инспириран од исламска држава и дека одлучил да нападне кога во САД се празнува ноќта на вештерките, сметајќи дека тогаш ќе има најмногу луѓе на улиците. Неговата цел била откако ќе убие колку што може повеќе луѓе во близината на светскиот трговски центар, нападот да го продолжи се до Бруклинскиот мост. Председателот на САД Доналд Трамп побара смртна пресуда за извршителот на нападот во Менхетан. Терористот од Њујорк побара да го развее знамето на исламска држава во неговата болничка соба. Тој уби 8 лица и тешко повреди 12. Треба да добие смртна пресуда, напиша Трамп на Твитер. Британската премиерка Тереза Меј денеска го именува Гавин Вилијамсон за нов министер за одбрана. Вилијамсон доаѓа на местото на Майк Фалон, кој вчера поднесе оставка откако се појавија обвиненија за неговото непримерно сексуално однесување. Фалон во писмото упатено до Меј објаснува дека оставката ја поднесува бидејќи неговото претходно однесување не било во согласност со високите стандарди на функцијата министер за одбрана. Фалон на почетокот на неделата се извини пред инцидентот од 2002 кога стави рака на колено на една политичка новинарка, но не бил испитуван поради тој инцидент. Двајца мажи и жена биле убиени во супермаркет во градот Денвер во американската држава Колорадо, откако вооружен напаѓач отворил оган врз купувачите. Безбедносните сили ги пребаруваат снимките од безбедносните камери за да го утврдат идентитетот на напаѓачот. Од полицијата велат и дека се уште трагаат по него, а за сега нема информации кои се причините за нападот. Лидерката на Мјанмар Онг Сан Су Ки е во своја прва посета на северната држава Ракин, погодена од конфликтот во ненајавеното патување во регионот, што е речиси испразнет од муслиманското население Рохинџа, кои бегаа од нападите на армијата. Нобеловката беше критикувана од страна на меѓународната заедница поради неуспехот да зборува во одбрана на Рохинџа, муслиманите, долго прогонуваното малцинство во претежно будистичкиот Мјанмар. Околу 600.000 луѓе избегаа во Бангладеш за 2 месеца, известувајќи за убиства, силувања и подметнати пожари од безбедносните сили на Мјанмар, кои велат дека реагирале на милитантните напади од 25 август. Рускиот опозицијски политичар Алексеј Навални вели дека ќе го тужи председателот Владимир Путин и неговата администрација за, како што ги нарекува, координираните напори за спречување на неговата кампања за председателските избори во март 2018 година. Навални ова го напиша денеска на неговата веб страница и дека во последните денови властите низ Русија одбиваат да му дозволат него и на неговиот тим да организира јавни средби со гласачите. Навални рече дека не се сомнева дека пречките се координирани лично од страна на Путин, тврдејќи оти председателот е загрижен од бројот на луѓе кои присуствуваат на неговите митинзи.
Времето денеска беше претежно сончево, преку денот потопло, дуваше и слаб ветер од западен правец. Утринската температура се движеше од 1 до 5, а дневната од 12 до 19 степени Целзиусови. Утре ќе имаме зголемена облачност преку целиот ден, а во вечерните часови ќе има слаб локален дожд, особено на северозападот од земјава. Утринската температура ќе се движи од 0 до 4, а дневната од 10 до 17 степени Целзиусови. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам што бевте дел од нив. Пријатно.